асоцијални, некомуникативни и со послаб успех и поведение. Вакви се децата кои се повеќе користат интернет. Токму тие се најчести жртви на злоупотреба на личните податоци. Ова го покажува истражувањето кое се спроведе по повод одбележувањето на Меѓународниот ден за заштита на личните податоци. Во прашање не е користењето на интернетот, туку начинот и целта со која се употребува. Најмногу тука влијаат социјалните мрежи. Користењето на интернетот од страна на учениците, односно на младите, не е во правилна насока, бидејќи не добиваат информации од научен аспект, туку го користат за контакт со своји врсници и така натаму. Но сепак тоа има и негативно влијание врз нивниот психолошки, односно социјален развој, затоа што тие се оттуѓуваат едни од други, немаат лични контакти, а од друга страна пак имаат ставено своји лични податоци кои може да бидат злоупотребени од друго лице. Дали е нивен врсник или повозрасна личност. Значи од психолошки аспект може да кажеме дека користењето на интернетот, ако е во правилна насока, може да го надградува идентитетот, односно знаењата на учениците, да стекнат нови знаења од научна област, но сепак ако неправилно се користи, ако постојано се седи на Facebook, најпрв показател што се одразува врз учениците е на нивниот успех и поведение. Од контактите што ги имав со родителите баш неделава, имам сознание дека ако е можно и 24 сата да седат пред компјутер, тоа ќе го направат, значи не комуницираат, се оттуѓуваат од своето семејство, немаат контакти, немаат точни информации, значи не им даваат информации на родителите што се случува со нив во училиште и надвор од него. Сепак тоа влијае на успехот, значи се зголемува бројот на слаби оценки, а исто така и на нивното поведение, бидејќи се движат во некои кругови, може да западнат во лошо друштво, така што родителот нема некој увид во нивното однесување во училиштето и надвор од него. Значи, ако правилно се користи интернетот, може да придонесе за развој на личноста, но сознанијата што покажуваат од самите ученици и од родителите дека неправилно се користи интернетот, а преку тоа може да се злоупотребат и нивните лични податоци. Ристовска потенцира дека доколку дојде до злоупотреба на личните податоци, децата, доколку се малолетни, треба да пријават на родителите, кои подоцна ќе се обратат и во соодветни институции. За прв пат денот на заштита на личните податоци бил одбележан во 2009 година.